Изборите во САД се едни од најскапите во светот. Во 2020 година повеќе од 16 милиарди долари беа потрошени за претседателските и конгресните трки. Тоа ги вклучува сите пари потрошени од претседателските кандидати, кандидатите за Сенатот и Домот, политичките партии и независните групи кои се обидуваат да влијаат на изборите. Во сумата не се вклучени трошоците за организирање и одржување на избори, кои во САД се спроведуваат на државно и локално ниво. Тие трошоци потешко се мерат бидејќи вклучуваат владени системи кои ја овозможуваат демократијата, вклучително образованието на гласачите, државните службеници за спроведување на изборните закони и системот за официјално одлучување за спорови. Во 2018 година, американските истражувачи од Универзитетот во Северна Каролина ја процениле цената на изборната администрација на најмалку 2 милиарди долари годишно. Во однос на трошењето за кампањите, САД далеку ги надминуваат повеќето земји. На општите избори во Велика Британија во 2019 година, политичките трошоци беа 24 пати помали отколку во 2020 година за изборите во САД. За време на изборите во Австралија во 2019 политичките партии потрошиле помалку од половина од она што политичките партии во САД го потрошиле следната година. Индија имаше историски најскапи избори во 2019 кога премиерот Моди го освои вториот мандат. Таа бројка ги надмина трошоците за време на американските избори во 2016 кога Доналд Трамп ја освои Белата куќа, но не успеа да ја надмине бројката од 2020 година кога Џо Бајден го превзеде водството. Бразил троши големи суми пари на избори. Во пресред на тоа гласање, администрацијата на претседателот Жаир Болсонаро исто така потрошила десетици милиарди на владени програми за привлекување сиромашни гласачи. Претседателот тесно загуби од Луис Инасио Лупа да Силва. Законите за финансирање на кампањите се дизајнирани да ги задржат трошоците за изборите и да го ограничат влијанието на парите врз исходот. Во САД, Конгресот усвои закон за финансирање на кампањите во 1974 година, поставувајќи ограничување за придонесите и трошоците за федералните кампањи, но следната година Врховниот суд укина делови од него, пресудувајќи дека иако придонесите за кандидатите може да бидат ограничени, трошењето на кандидатите представува форма на заштитен говор. Одлуката на Врховниот суд од 2010 година дополнително го потреса американскиот закон за финансирање на кампањи. Се вели дека корпорациите и другите надворешни групи имаат право да трошат неограничени пари на изборите. На што ги трошат парите кандидатите? Најголем дел оди на рекламирање. Други категории за трошење вклучуваат оперативни трошоци, плати на работници во кампањата и напори за собирање средства за да се донесат уште повеќе пари. Дали победува најбогатиот кандидат? Не секогаш, но често. Во текот на 2022 година за време на конгресните избори, 93% од кандидатите за представничкиот дом и 82% од кандидатите за Сенатот со најголема потрошувачка победија во своите трки. Штом кандидатот ќе победи на функцијата, трката за пари не престанува. Изборните функционери редовно поминуваат дел од своите денови за собирање средства за нивната следна кампања.